Продолжуваме понатаму со емисијата и веќе е време да ви го представам мојот втор гостин или во случајов гостинка. Со мене денеска е Нина Цекич, претседател на млади на Црвен крст на Македонија. Здраво и добро ни дојде во студиото. Ви благодариме на поканата. Ова што е интересно е тоа што Црвениот крст на град Скопје на Република Македонија е често наш гостин во МТМ телевизија, меѓутоа секогаш е тоа со навистина специјален повод. Овој пат станува за збор за нешто навистина интересно, ново. Тоа е отварањето на аквапаркот во недела. Сега никој ќе се запраша каква е поврзаноста на Црвениот крст со аквапаркот, меѓутоа има и тоа какво не голема поврзаност. 34 спасители од Црвениот крст ќе бидат задолжени за одржување на безбедноста на аквапаркот. Нина, јас тука ќе пристанам со зборување, мислам дека кажам доволно, продолжи ти повели. Да, најпрво ви благодариме за поканата, сме дел од вашата емисија, со тоа и се потврдува нели соработката меѓу Црвениот крст и вашата телевизија. Токму така во недела се отвара нешто ново на територија на град Скопје, тоа е аквапаркот. И на некој начин соработката помеѓу Црвениот крст на Македонија, Црвениот крст на град Скопје и Спортскиот центар Борис Трајковски се потврди со уште еден меморандум за соработка, кој што во случајов се работи за обезбедување на волонтери, односно спасители, кои што ќе се грижат за безбедноста на граѓаните за време или на овој летен период. Како што кажавте, 36 спасители ќе бидат ангажирани на аквапаркот. Истите се обучени од страна на Центарот за безбедност на вода при Црвен крст на град Скопје. Веќе поминаа 3-4 обуки, каде што имаше можност да се пријави секој граѓанин на Македонија. Се помина курс за спасување на затворени води и аквапаркови, односно водени паркови. Исто така, сите оние кандидати кои што беа пријавени мора да положат теоретски дел, практичен дел и беше вклучена и првата помош како нешто неизбежно нели при целото спасување на вода. Така да аквапаркот се отвора во недела, стратешките позиции на спасителите се поставени. Еве јас би зборела и во името на спасителите, поради тоа што јас ќе бидам дел од таа служба. Така да мислам дека сме еден многу добар тим, сме добро обучени на едно повисоко ниво. Со самото тоа се потврдува и дека Црвениот крст на Република Македонија е единствена организација во Македонија која што има можност да одржува курсеви за спасување на вода, така да истите, можам слободно да кажам, се реализира на едно високо ниво и дечките кои што всушност ќе работат на аквапаркот се подготвени за целата сезона. Така да она што преостанува е нели професионалноста на службата која што ќе работи и би рекла условно професионалноста на граѓаните кои што ќе бидат посетители во самиот аквапарк. Така, Нина спомена дека можел да се пријави секој еден граѓанин на Република Македонија, имаше ли голем интерес, се пријавуваа ли многу луѓе? Да, апсолутно, значи се одржа, пак ќе кажам 4 мислам курсеви, имаше голем интерес, меѓутоа знаете како на почетокот е интересно. Меѓутоа, кога станува збор за безбедност на граѓани, кога станува збор за спасување, овозможување на некој да преживее и слично, и така мора да се почитуваат критериуми и норми кои што ги налага самата стандардизирана рамка на спасување на вода, така да имаше некој што се откажа, некој што така со поголема мотивација остана и се дел од самата служба. Така да мислам дека се испочитуваа нормите, се примија најквалитетните спасители на вода, со тоа што би требало да нагласам дека има мешавина на спасители и помлади спасители, така да еден функционален тим од недела ќе екзистира на самиот аквапарк. Така, кои критериуми требаше да бидат задоволени, освен овие обуки кои што споминавте дека морале да ги поминат, кои лични карактеристики треба да ги има еден спасител на вода? Па вака најпрви важи правилото секој добар пливач не мора да значи дека е добар спасител, така да има норми на пример од типот пливање на 50 метри, норма има посебна минутажа на влечење на кукла во случајов нели имитација на давеник. Исто така има норми со тактики со фрлање на спасителни прирачни средства и сите тие работи кога ќе се соберат воедно представуваат една целина која што секој оној кој што сака потоа да се грижи за безбедност на граѓаните би морала да помине под определена минутажа. Пак ќе кажам, тука влегува и мислењето на тренерите по прва помош, при тоа што паралелно со курсот за спасување на вода се одржува и обука за прва помош. Кандидатите имаат можност да се запознаат со техники за прва помош и истото да го полагаат теоретски и практично. Така да мислам дека како целина обрнуваме внимание буквално на се, при тоа што пак ќе кажам, утре сета таа служба е во името на граѓаните, како што е нели аквапаркот за сите оние кои што сакаат да го посетат и вложуваат за да бидат дел нели еден ден во истиот. Така да мислам дека се ќе биде во ред. Ние се надеваме, и посакуваме да нема интервенции, меѓутоа и доколку би имало сме подготвени на едно повисоко ниво за истите да ги реагираме.
Така, на кого му беше поинтересно во текот на вежбите, на момците или на девојките? Кој повеќе се стремеше кон оној забавниот дел, а кои беа посериозни? Па јас би кажала дека сите на курсот мора да сме сериозни, меѓутоа и девојките докажаа дека и девојка може да биде спасител на вода, што навистина значи, при тоа што постои еден стереотип, особено во нашето општество. Меѓутоа мислам дека Црвениот крст како организација буквално ги руши тие стереотипи и се тргнува и она доколку некој е мотивиран, сака да биде хуман, сака да помогне, сака да работи во име на граѓаните, истото тоа може да го постигне. Секако мотивацијата, напорот да се спливаат тие норми не е лесна работа. Меѓутоа на крај се докаже и сме мешан состав што нели е за пофалба. Така да мислам дека сме и негде пола 18 момчиња, 18 девојки, меѓутоа сите на исто ниво подготвени. Така, тука никако јас би додала и родова еднаквост. Апсолутно, апсолутно. Нешто и за што се залага самата наша организација. Така, освен што има спасители што ќе има спасители во аквапаркот, Црвениот крст на град Скопје, Република Македонија е застапен на повеќе локации. Може ли ни кажеш кои се тие? Да, апсолутно, значи во име на Црвениот крст на град Скопје функционира Центар за безбедност на вода, кој што брои огромен број на спасители. Истите ги обезбедуваат сите можни базени кои што се наоѓаат на територија на град Скопје. Така да, дали се отворени, дали се хотелски базени, секаде има спасител кој што го носи амблемот на нашата организација, што сметам дека е за пофалба, при тоа што станува збор за една сериозна служба, која што се од секоја година го зголемува бројот, а при тоа е цело време активна дали во зимските, дали во летните периоди. Исто така не би требало да го заборавам Центарот за безбедност на вода во Охрид и во Струга, во Охрид и позабележителни секоја лето на плажите спасителите. Значи исто така секоја година се одржуваат курсеви, од истите има продуктивен ефект, односно има спасители кои што понатаму се ангажираат на плажите. Различни се курсевите, тука во Скопје се за затворени води, поради тоа што станува збор за базени и водени паркови, а во Охрид курсот е наменет за отворени води. Некои норми се различни, меѓутоа во глобала е истиот принцип на работа. Еве сега нешто поактуелно е што е во Крива Паланка се одржа курс за спасители на вода пред неколку дена, мислам дека беше минатиот викенд, така да и таму се обучија спасители во името на Црвениот крст кои што ќе работат на базенот во Крива Паланка. Така да би делувало дека си ја фалам организацијата, меѓутоа сум горда што сум дел од Црвениот крст, при тоа што не има насекаде, се грижиме за граѓаните, а сето тоа го реализираме на едно многу високо ниво. Дали тоа значи дека и во аквапаркот во Прубишти има спасители од Црвениот крст? Апсолутно, значи може би да не истапуваат во име на нашата организација, меѓутоа се сигурно обучени од наша страна, така да пак ќе кажам се некој наш бекап, односно позадина на самиот Црвен крст. Така, она што јас би сакала да те запрашам, се случило ли да има интервенции до сега и колку интервенции се случуваат во просек, да речеме, на базените, на отворените води? Апсолутно, нашата работа е да не посакуваме интервенции, иако јас еве како човек кој што се занимава со првата помош, е многу досадно кога нема интервенции. Не го посакуваме тоа, меѓутоа се случувало и ќе се случува во иднина. Оние најкарактеристични повреди кои што се случуваат на базени и на водени паркови се скршеници поради лизгање, нели поради тоа што свее водено, мали посекотини, длабоки посекотини и во исклучителни ситуации, значи доаѓа да самите спасители оживуваат некој повреден човек кој што ќе падне во безсознание, ќе изгуби свест и слично. Лани имаше реално интервенции на отворените базени, меѓутоа немаше ниту една интервенција која што заврши со негативен исход, односно со смрт на некој од граѓаните. Така да мислам дека брзо се реагира само поради фактот што мобилизирани сме на терен, имаме одлична соработка со брзата помош. Немаме некоја статистика за колку повреди има, меѓутоа не се изоставени од секојдневното работење на спасителите. Така, она што беше интересно изминатите години можеше да се забележи на улиците на Скопје, волонтери од Црвениот крст делеа вода. Оваа година не се многу забележителни, дали е тоа поради тоа што немаме многу високи температури? Да, тоа е дел од една од летните активности на нашата организација. Најчесто екипите излегуваат на терен кога температурите ќе достигнат 38, 39, 40 степени, односно температури кои што навистина се неподнесливи, меѓутоа се пречка можеби за луѓето додат на работи да ги извршуваат секојдневните работи, меѓутоа нели луѓето се приморани и го прават тоа, така да оваа година делевме една недела вода. Меѓутоа сега се испостави дека нели температурите не се толку високи, не е неопходно за истата активност да се реализира.
Се надевам дека во наредниве неколку дена повторно ќе се мобилизираат екипите, поради тоа што нели се најавуваат високи температури, така да се потврдува она дека тогаш кога сме им најпотребни на граѓаните, сме на терен и истите имаат можност да добијат нели бесплатна вода за да се освежат за време на топлите температури. Така веќе ве препознаваат и веќе не се толку изненадени, меѓутоа на почетокот кога започнуваше оваа акција беа навистина изненадени минувачите. На кои беа нивните коментари, какви беа нивните реакции кога им приуѓавте со шиша вода? Најчесто реакциите се конечно некој се сети на нас, не сакаат да не пуштат од работа, мора да работиме на волку високи температури, меѓутоа барем од моето искуство на терен во таа активност се навистина благодарни и значи за еден човек кој што можеби 45 минути чека автобус, кога ќе дојдат волонтери кои што ќе му дадат вода, а притоа и сме имали интервенции на лице место, дали било сончаница, дали било топлотен удар, што ствара една самодоверба кај самите граѓани за тоа дека има некој што се грижи за нив и чувствуваат сигурност и затоа може би на едно подруго ниво не гледаат нас како организација што е за почит и за пофалба. Исто така не би ги заборавила и волонтерите кои што се ангажираат, претоа што верувајте не е едноставно да на толкова високи температури се движите постојано и бидете мобилизирани низ целиот град, меѓутоа пак ќе кажам, хуманоста, добрата волја да се помогне секогаш на прво место и затоа активностите се реализираат. Така, наистина убаво кажано. Нина, јас сум сигурна дека довербата на граѓаните во Црвениот крст од секоја година е се поголема, расте и веќе во вас гледаат вистински пријатели и сојузници без оглед за каков вид на помош им е потребна. Оно што некаде пред крајот на разговорот би се запрашала што друго се случува во Црвениот крст на град Скопје и на Република Македонија. Да, оно што е сега актуелно е СОС бесплатната линија која што функционира на ниво на Црвен крст на Република Македонија во соработка со Министерството за здравство. Тоа е линија каде што бројот граѓаните може да го најдат на секој интернет портал, каде што секој граѓанин може да се јави и да се советува како да постапи со самиот себе или со поблиски членови од семејството за време на топлите периоди. Значи имаме совети за различни целни групи, за работници, бремени жени, деца, постари лица, така да волонтери кои што 8 часа работат на таа СОС бесплатна линија и постојано даваат совети, односно одговараат на секое поставено прашање. Тука е делењето вода, тука се обезбедувањето од страна на спасителите на вода и секако ги обезбедуваме сите оние летни настани кои што се случуваат од аспект на тимови за прва помош кои што се дел од истите. Така да сега утре поточно ни се најавува активно што ќе се случува на арената Филип II. Таму има некој атлетски турнир, пак таму ќе биде екипа на Црвен крст која што ќе се грижи за безбедноста на граѓаните. Така да ако почнам да зборувам што све активности се реализираат кај нас, мислам дека би ни требале неколку емисии и би било повод нели да повторно дојдеме во вашата емисија. Активни сме, одговараме на секој повик на граѓаните и мислам дека пак ќе кажам всушност дека сето тоа го правиме на едно високо ниво и ја имаме довербата кај населението во Македонија. Така, дел од овие активности ќе оставиме да ги слушнат нашите гледачи во некоја наредна емисија, како што самата кажа ќе биде тоа повод за некое ново гостување. До тогаш ви посакувам убаво лето и секако што е можно помалку интервенции на новиот аквапарк. Ви благодарам многу. Продолжуваме понатаму со емисијата.